Во утринскиот блок се поврзуваме со колегата Сотир Трајков од општина Центар, односно од училиштето Јохан Хајнрих Песталоци, избирачко место 2846. Сотир, добро утро. Како се одвива гласањето? Каква е раздвиженоста утрово на ова избирачко место? Така е, Александар, започна изборниот ден, точно во 7 часот беше отворено избирачкото место 2846, кое ние го посетивме. Поразговаравме со председателката на избирачкиот одбор, Катерина Крстевска, па предлагам овдека да ја слушнеме нејзината изјава. Избирачкото место го отворивме во 6 часот, а гласањето започна во избирачкиот одбор во 7 часот, се помина во стабилен, мирен ред, согласно со предвидените процедури и прописи. Колку избирачи имате на вашето избирачко место? 942 избирачи. Што очекувате од изборниот ден? Изборниот ден да ни помина во најдобар ред, со убава мирна атмосфера, согласно со прописите. Имавме можност да анкетираме и неколку граѓани кои од утрово дојдоа и го посетија ова избирачко место 2846, но и други овде во рамките на училиштето Јохан Хајнрих Песталоци. Тие велат дека очекуваат од новите избраници, градоначалници и советници да работат во интерес на граѓаните и изборниот ден да помине во демократски дух, но има и меѓу нив такви кои не очекуваат ништо од овие локални избори. Предлагам да ги слушнеме и овие изјави. Па не сум општата ситуација така диктира, како би се рекло. Совеста секој пат е да биде чиста и добронамерна. Овде ја не гледам се такви. Наброени се многу проблеми, решенија се, како би се рекло, наброени, а не гледам пат по кој може да се стигне до тие решенија. Очекуваме дека ќе биде подобро. Во која смисла? Во секоја смисла дека ќе биде подобро. Па денеска најпрви очекувам изборите да поминат во една мир, демократска, една цивилизирана атмосфера. А од новите градоначалници и советници што очекувате? Очекуваме разумно да го менаџираат буџетот на општините и се надеваме на подобри услови во нашите општини. Ова се 8 локални избори од независноста на државата. Право на глас имаат 1.832.415 гласачи. Се гласа на 3.474 избирачки места во земјава, а се гласа во 80 општини и во градот Скопје. Александар, дали имаш дополнително прашање? Сотир, ти благодарам за сега за ова вклучување во овие вести. Тоа се информациите кои што ни пристигнаа од општина Центар и колегата Сотир Трајков.